Назад сме во студиото на Македонија денес. Од 7 часот сме заедно со вас и се трудиме да и преку вашите јавувања, но и информациите одовде да знаеме како е денес да се живее во Македонија. Сакаме да ја запознаеме нашата земја одблизу. Вие ни помагате навистина многу во однос на тоа што преку вашите јавувања дознаваме за сето она што се случува во нашата земја. Но овој пат ќе имаме можност да ја запознаеме Македонија од едно поинакво светло, едукативно како за младите, така и за возрастните, затоа што за прв пат имаме една боенка која што представува на еден начин водич низ Македонија, низ традицијата, историјата и сето она што ја одбележува нашата земја. Момент во кој што секако освен тоа што ќе можете на некој начин да се релаксирате, да ги оттргнете мислите од секојдневието и да се запознаете со убавините на нашата земја. Првата едукативна боенка за возрастни и за мали, преку која што секако може да се запознаете со Македонија, е во нашето студио Colored Memories, односно обоени спомени за домашните овдека во Македонија, но и за туристите кои што ќе сакаат да понесат со себе еден убав спомен од нашата земја. Промоцијата беше неодамна и веќе има голем интерес за оваа боенка. Во моментов секако се случува сајмот на книга, каде што може да ги најдете и оваа боенка покрај целокупната понуда која што оваа година ја има на сајмот на книги, па заедно со вашите најмили да ги боите спомените од Македонија. Ние ова утро дознаваме нешто повеќе околу идејата и начинот како се создаде оваа прва ваква боенка. Информациите ги добиваме од Крсто Златков, еден од директните виновници за ова прекрасно издание. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сте со нас и ви благодарам што ете имаме можност на еден друг начин да ја запознаеме Македонија ова утро од студиото. Благодарам Сања за прекрасната најава, искрено. Да, имаме еден нов производ. Тројца автори работевме на нова боенка, како што кажавте, за млади и за возрастни. Односно прва едукативна боенка, своевидно и туристички водич за млади и возрастни за Македонија. Да, за Македонија. Еве, јас можам само некако, можат колегите од режијата да забележат, ова се моменти, ова се спомени од Македонија кои што можат и да се обојат, но од друга страна секако тука се и текстовите кои што не едуцираат за сето она што можеме да го видиме низ оваа едукативна боенка. Од каде ја добивте ви идејата? Дали ова е оригинална идеја или пак ја пресликавте од некаде? Така, се започна, можам да кажам, како главен виновник или иницијатор за да се случи ова книга ни е Магдалена Таневска, една од авторките, која всушност покрај иницијатива, нели, да се направи оваа боенка. Она меѓу другото е и моден дизајнер, но и туристички водич. Има работено како туристички водич и тука има реално согледано таа потреба, затоа што доста ги кога ќе дојдат, нели, туристи во нашата земја, ние покрај тоа што ќе им објасниме, покажеме и така натаму, нешто автентично кое што они треба да го добијат, нели, на крајот, меѓутоа и да им остане, односно да се потсетат или нели доедуцираат. Незина, значи, од тука тргна идејата, со тоа што она ги има потоа таа идеја презентира на Надица Златкова Митевска, која всушност е илустратор на оваа боенка, незини се илустрациите. Надица е моја братучетка, јас работам долги години маркетинг и продажба и ми се обрати, нели, дојде имаме еден производ интересен, да ти го покажеме. Мене ми презентираа десетина илустрации пред Нова година. Веднаш сватив за што станува збор и реков супер е производов. Ќе го развиеме, ќе го направиме, тоаш не постоеше секако брендот, само илустрации на идеја. Сите илустрации да се поддржани со текст на македонски и на англиски јазик. Гледавме да ги стандардизираме, да бидат тоа до 120 збора, да нема премногу текст, меѓутоа тој што е текст да биде доволно едукативен, нели, за да го раскаже тоа што го гледаме. И самата боенка всушност е поделена во 5 дела, и тие 5 дела опфаќаат цела Македонија, почнувајќи прво од главниот град, значи од Скопје и околните места, потоа за источна Македонија, не она сонце, тајни пораки, икони, нешто повеќе, почнувајќи од обзервацијата во Кокино, па надоле према Кратово, па потоа Виница, тука ни е Пониква, па се спуштаме надоле, нели, према Струмица, Смоларскиот водопад, кој што ете може да се види, па продолжуваме надоле кон Гевгелија и Дојран, па потоа Мозаик приказната, која всушност го опишува Тетовско и Дебарско-реканскиот регион. Тука имаме една прекрасна игра помеѓу самите илустрации, може да се забележи. Например, од едната страна ни е Свети Јован Бигорски, од другата страна Шарена џамија, и кога ќе се отвори се гледа нивната внатрешност, иконостасот и муралот од самата џамија. Потоа продолжуваме надоле кон Вевчани, односно доаѓаме до езерските убавини,
Ние така и поделбата гласи во книгата, односно Охридско и Преспанскиот регион, за потоа да имаме една прошетка од Крушево кон Велес, централниот дел на Македонија. Да, и за овој временски период, каков е интересот за оваа боенка? Колку прочем сакаат луѓето да ја имаат за себе или да ја подаруваат? Ние навистина имаме супер одзив, односно многу добро ја препознаваат од самата промоција. Промоцијата одржавме на 20 март, веќе за месец и пол, еве на сајмот на книга сме ова ни е втора промоција во јавност. Многу добро ја препознаваат, значи за месец и пол еве боенката и така натаму, со тоа што многу доста компании ни се јавија периодов за да ја земат за подарок на нивни пријатели, нели, или соработници, така да е многу добра и за подарок, многу добра е за релаксација, пред се за самите нас, и многу добра е за едукација. Затоа што пак е напоменам, многу малку знаеме за работите кои што ги имаме, односно ги познаваме, но пред се на име, но малку знаеме во суштина да раскажеме за истите. Да, две во едно во секој случај, релаксација и едукација, како што кажавме, прва ваква книга, односно боенка и за возрастни и за млади, што значи дека сите оние кои што ќе ја обојат ќе си дадат свој печат на спомените. Немаме пример како тоа треба да изгледа, се остава се на фантазијата и на перцепцијата на читателите на оваа едукативна боенка. Така е, сите оние што ќе бојат може самите да додаваат или да излегуваат од границите. Самите илустрации може да се види дека и не излегуваме, нели, од рамките на тоа има една рамка. На некои илустрации нема ни доцртани работи, значи вие буквално да можете сами да ги обоите, да додавате, и секако тука нема правила во однос на боите. Долго размислувавме дали да ставиме некаква легенда, дали да ставиме бои, или можеби некако технолошки да поврземе со некој QR код кој што ќе ве води потоа до некоја фотографија од местото. Меѓутоа, вие ако сте го посетиле местото, тоа е целта, нели, прво да ве едуцира, ако сте турист да ви каже каде може да одите, па вие кога ќе го видите местото, нели, како спомен од тоа место, вие можете и да го обоите. Да. Рековте дека, ете, вие ја прифативте од прва рака идејата која што ви ја дадоа, тимски се работеше оваа боенка. Колкав е тимот, можеме ли да го представиме комплетно, сите оние кои што дадоа свој печат и белег, за да на крај добиеме едно вакво комплетно убаво издание? Имаме на вистина еден супер тим, мора да напоменам, голем тим. Почнувајќи, нели, од покрај ние како автори, тука ни се секако и Марк Јанура, кој што се погрижи за целиот графички дизајн на оваа книга, и нормално за самиот брендинг на нејзе. Текстовите Магдалена Таневска, Маја Елиоска, која што всушност се јавува и како раскажувач. Интересно е што она што ја издвојува оваа боенка од останатите покрај текстовите на македонски и англиски јазик, тука ние и раскажувачот, односно во прво лице се појавуваат текстови меѓу поделбите и како вовет и крај, кој што всушност ви раскажува, нели, во прво лице како туристички водич и он ве води низ тие региони. Тука ни се секако тимот на превод на текст Вера Василевска, Драгица Никифоровиќ и лектурата Татјана Ефтимовска, секако и лектурата на англиски јазик Патрик Пелегрино, се печатана е во Софија Принт. Во секој случај, дали планирате понатаму некое продолжение на овие обоени спомени? Успеавте ли да опфатите цела Македонија или има уште моменти кои што ќе се најдат во некое следно издание? Има премногу работи, гледавме да издвоиме од она што е автентично за самите региони, нели, предели да извадиме автентично, меѓутоа секако и оставивме за ново издание многу работи, затоа што сепак и нашата земја е толку богата што има, навистина може да се направат многу изданија, но секако размислуваме во насока на во одредени градови, нели само да фатиме, но и различни производи за различни целни групи. Тоа да биде некој нели книги едукативни и за најмалата популација на деца, кој што оваа книга е за деца од над 10 години и за возрастни, меѓутоа ќе работиме на производи и за помалите. Уште од најмали нозе секако да ја запознаат Македонија. Дали крстот и обој една ваква цела боенка успеа ли да се релаксираш на некој начин? Јас и на сајмот боев и дома пред нели од кога излезе книгата и сакав да ја земам за да покажам нели некој дел. Но може да се види да се бои во различни техники. Ако боиме на пример со фломастер, направено е да не може реално да се преслика од другата страна. Тоа е доволно тестирано. Така да буквално можете вие да ги комбинирате техниките различни на самите илустрации.
Да. Во секој случај, јас ти се заблагодарувам многу за гостувањето. Верувам дека сега додека е сајмот, таму може да се пронајде оваа бојанка, но ете каде сите останати кои што нема да се упатат и веќе не беа кон сајмот, ќе може да ја набават оваа бојанка. Има ли доволно тираж? На сајм, да, тиражот е значи испечатен во 1000 примероци, со тоа што на првата промоција на вистина добар дел се мислам нели луѓето купија добар дел. Останати ни се уште 2 дена од сајмот за книга. Тука може да најдат на супер попуст. Покрај сајмот на книга ја имаме во книжарите на 3, од следната недела веќе и во книжарите на култура и литература. Ќе има и по аеродроми и во останатите нели места каде што ќе бидат блиску до самите туристи. Во Магда Стейшн исто на Магдалена студиото модно, така да може да не најдат на социјалните медиуми, сме доста активни. Да, како се кажавме, одличен подарок, но и одличен подарок и за самите нас да најдеме начин како да се релаксираме, да ги обоиме спомените и да пропатуваме низ Македонија. Крстова ми беше чест и задоволство што ова утро беше дел од нашата емисија. Ние и така зборуваме за Македонија. Сакаме да запознаеме, тоа е нашата цел и токму поради тоа одлично се вклопи оваа ваша бојанка во нашето утринско издание. Ви посакувам многу успех, уште многу вакви нови изданија. Имаме навистина богати содржини кои што можеме да ги боиме, но и да научиме нешто повеќе. Благодарам и на вас уште еднаш. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го следевте овој разговор. Ова се тие Colored Memories, односно обоени спомени, едукативна боенка за млади и возрастни, со која што секако може и да се релаксирате, но и да се едуцирате за богатствата кои што ги поседува нашата земја. Вие и туристите кои што доаѓаат кај вас на гости, а сакате да ги испратите со соодветен подарок.